актуалните вести на програмата на телевизија КТВ. Продолжен е рокот за поднесување на барања за субвенции. Наместо до 31 мај за субвенции ќе може да се аплицира до 30 јуни. Земјоделските производители. Вчерашното продолжение на последната седница, повеќе за овие случувања од изјавите на градоначалникот и советниците. Сметате ли дека Советот на општина Неготино не може да функционира со оглед на вајката состојба? Па како и што сами сте сведоци, Советот веќе подолго време не функционира. Последните неколку месеци имаме штури седници, така што не може да се усвои ни дневниот ред. Ова сметам дека е дело на опозицијата, каде преку независната советничка група сака да обструира и да ја блокира работата во Советот на општина Неготино, дека за сето има политичка заднина, бидејќи имаме голем број на предмети доставени од страна на институции, физички лица, од инвеститори и слично. Значи, тоа се става во втор план, додека личните интереси му се поважни и на некој начин му успеа во моментот. Седниците, значи, започна со нормален тек, каде што по барање од моја страна да се подри документацијата до сите советници, дадов пола час пауза. Тие не го испочитуваа тоа, си зедоа за право уште половина час пауза, значи останатите советнички групи, им дадов уште половина час пауза и потоа се врати и продолживме седницата. Отворив расправа по самата седница, беше дозволено секој од советниците аргументирано да ја докаже својата намера. И покрај тоа што седниците имаше нормален тек, неколку советници побара дополнителна пауза по само некои 15 на 20 минути, побара дополнителна пауза од половина час. Ги прашав за образложение за паузата, не сакаа да дадат никакво образложение, веројатно беа со намера да ја напуштат седниците, да го напуштат пълномощниот тек, бидејќи по нивното напуштање на седницата констатирав дека нема кворум, значи остана 7 советници од вкупно 15 и јас тука мора да ја прекинем седницата. Дали тоа значи дека општина Неготино, односно Советот ќе има проблем сега со понатамошното функционирање? Како што стојат вака работите? Јас како председател на Советот морам да работам според постоечките законски регулативи во Република Македонија, морам да ги почитувам статутот и деловникот на општина Неготино и затоа останатите советници кои на ваков начин недоследно проба да го блокираат Советот на општина Неготино. Јас мислам дека совеста и свеста ќе превладее кај нив и дека истите во наредниот период ќе присуствуваат на седница, но тоа зависи од нив. Ние како советничка група, заедно со сите 7 советници од мојата советничка група, мораме да ги почитуваме законските регулативи и да работиме во интерес на граѓаните на општина Неготино и во интерес на градот и Република Македонија. И од тоа нема да отстапиме понатаму. Маја Митрова Стевановиќ, според вас, колку што можеме да забележиме, настане овој проблем, ако можеме така да кажеме, во Советот на општината, се блокира работата. Како гледате на целата оваа ситуација? На оваа ситуација нема никаков спор. Се е јасно. Значи, според изборниот законник и законот за локална самоуправа не постои никаков конфликт на интереси. А во друга страна па и напоменувам во сите писми и дописи што ги имам пуштено до надлежните институции, напоменувам дека доколку би постоел тој конфликт на интереси, јас ќе се откажам од функцијата директор на музеј на град Неготино. Така да овде не гледам јас ништо спорно. Јас си останувам во Советот на општина Неготино, а на кој не му одговара тоа, нека се запраша. Според мене, проблемот не е моето советничко место, туку проблемот е што некој треба да биде разрешен од председател, па не му се дава функцијата толку лесно. Спомени за едно среќно време денес